Нема дилема дека главна економска гранка во Крушево е туризмот. Летен, зимски, спортски или културен, туризмот и угостителството се најважни во градот. За жал, младите својата иднина ја гледаат во големите градови, па од година во година угостителите имаат се потешок предизвик да одговорат на потребите на туристите со млад и стручен кадар. Угостителот Мики Костовски ни даде осврт на моменталната ситуација во туризмот во Крушево и најголемите проблеми со кои се соочуваат. Мислам дека ситуацијата конкретно за оваа сезона е добра. Значи, не е споредбено со 2019 како репер за една од најуспешните години во туризмот, негде сме на 80-85% од 2019 година. Така да, во суштина, земајќи ги во обзир сите околности, пандемија, мислам дека сме окей. Ова туристичка сезона ја поминавме окей. Со пандемијата бевме насочени на домашни гости. Домашните гости мислам дека го открија Крушево како повторна дестинација во овие пандемиски 2 години. Крушево мислам дека ги искористи предностите на пандемијата, на изолацијата. Централната власт се потруди да направи некакви мерки анти-ковид, вакви такви, да успееме некако да го преживееме. И во врска со тој дел од централната власт е окей. Тоа што можеше да се заврши, се преживеа дел од секторот, дел од угостителскиот сектор од колегите поминаа потешко. Тие особено тие што се големи хотели, ресторани за свадби поминаа тешко. Ние успеавме малите да се преструктурираме, да намалиме дел од работно време, а да не испуштиме работници. Значи ние Крушево горлив проблем, ние пристапот до Крушево. Од двете страни има лоша инфраструктура. Значи и од инфраструктурата од кај Плет Варналака и од кај Битола, од кај Кичево, тие две артерии што од нас ни требаат се во лоша состојба. И мислам дека централната власт уште тоа би требало да се овозможи за да бидиме поатрактивни на таргет пазар на Скопје. Затоа што сепак домашните гости доаѓајќи од Скопје се најбројни. Освен пандемијата која направи големо пореметување во туризмот и недоволно пристапната инфраструктура, голем проблем во општината е и иселувањето на младите и неможноста да се развиваат нови мали бизниси. Знаете, Крушево нуди голем потенцијал особено за туризам и ситно за нечисто врзано со туризам. Значи тоа е тоа што од прилика би требало да функционира во Крушево. Се тоа на хартија е така убаво, знаеш, ситно за нечиство, туризам, меѓутоа во пракса оди тешко. Затоа што сепак е провинција, ги нема предностите што ги нуди големиот град и сето тоа, меѓутоа со некаква добра стратегија заедно локална самоуправа, приватен бизнис, централна власт, мислам дека може да се створи некоја атмосфера и некоја приказна дека и во малите места може да се живее убаво. Нормално целата слика во државата, несредени работи, корупција, завршува и сето тоа придонесува во целосната слика и во целосната ситуација да младите тешко сакат да се вратат на своите корени, да викаме дома да се вратат. Зошто? Затоа што сепак во Скопје побрзо ќе дојди до работа или побрзо или до повисока плата. Треба да се направи некоја целосна стратегија за 10 до 15 години да им се предочи на младите и да им се помогне на тие што сакаат, што излегле од Крушево, завршиле некаков факултет или некаква обука во Скопје, да успееме да ги вратиме тука, да им се понудат барем некакви поволни субвенции, кредити, да можат да отворат некаков свој приватен бизнис. Костовски апелира до централната власт, освен настаните за време на манифестацијата 10 дена Крушевска република, да организира повеќе културно-уметнички настани во овој град музеј, со што ќе даде значаен импулс кон заживување на туризмот.